што ги нервира најмногу кај мажите? Кога мужите у веце не идат без да ги прашаат нивните мајки. Тоа жениве наши најмногу ги иритира. Дали македонки, дали овие бошњачки, дали албанки, дали турчинки. Мислам, сега не сум разговарал на оваа тема со турчинки и албанки, ама баш ме интересира нивното мислење. Дали поише ги нервира нивниот маж, сопруг, партнер, кога е нон-стоп под супњата на мајка му, или да го фатат у превара? Баш ме занима што ќе кажат, што поише ќе ги изнервира кај мужов. Тоа е Едипов комплекс. Обсесивна поврзаност на мажот со неговата мајка. Обсесивно во смисла дека ниту една одлука во животот не донесува без мајка му. За се мора мајка му да ја праша. Обично се сугестибилни. Мајките знаат многу работи да им го сменат мислењето. Да ги натераат да се откажат од некоја работа или од некој став и да го прифатат нормално ставот на мајка им, кој е секако најисправен. Тоа нашиве жени ги вади од кондури. Од гаќи ги вади. Разговарајте со жени, ќе ви кажат, значи, сежат од тоа. Од тука е онаа митска борба помеѓу снаа и свекрова. Баш благодарение на тој Едипов комплекс. Едиповиот комплекс кај мажот во суштина некаде длабоко е поврзан со некоја, не го сваќате ово на најпежоративна буквална смисла, но е поврзан и со некоја сексуална конотација, тоа е сексуална привлечност, несвесна кон неговата мајка. Од тука ваквите мажи бираат жени или партнерки што се многу слични на нивните мајки, а не се свесни. Или пак се исти. И сега кој ќе одбере некоја таква иста или слична на неговата мајка, па оваа кој ќе се судри со мајка му, пошто плюс и плюс се одбиваат. И тука настануваат исто така заебанци. Од таму доаѓа сето тоа. Така што навистина ја не би сакал да бидам у кожа на жени кога доаѓаат у кожата на жените кога ќе се соочат со една ваква ситуација, но да кажеме знам дека тоа нешто, дека тоа најмногу ги нервира, баш ме интересира вака нивново мислење, да развиеме дискусија на оваа тема, значи мамин син, Едипов комплекс и како да се справиш со него во 10 чекори, рецимо. Затоа што тој во суштина доведува до распад на многу односи помеѓу нели овој што е Едипашов со околината, особено со партнерки, така натаму и така натаму. Затоа што ако не мислиш со своја глава, не си више ти. Ти си некој друг. Ако не си ти, не може никој да те цени, да те почитува и да те сака као ситуација кога би бил ти. Почнав од Едиповиот комплекс. За да кажам дека еден тип, председател на држава, замислете, му порача на еден друг тип, поголем фраер од него, председател на поголема држава, да не биде слаб кон Путин. А овој председателов на оваа помалава држава цел живот е диповец. Дури на времето кога бил млад се заљубил у милфица, сега таа милфица има 70 кусур години и он има колку шо има. Замислете. Една од најмоќните држави во Европа ја води тип со Едипов комплекс. Тој и така се манифестира. Млад си бараш.
се палиш, се рајцаш на постари, на милфици, што ги викаат милфари. Ама само таквите палат. Ако имаш 25, ако само на 50-55, ако има... Да е шо послична на мама е работа. Не се дозволено ако имаш 50 да бараш никој што има 50-55. 60 тоа е нормално ако имаш 50, нели? Ама јас зборам се за овие што имаат 25. А се едиповци. А сите се такви, затоа се нефункционални. Не, сега овој му порачува на поголемиот председател да не биде слаб. Овој се Едипов комплекс. И сега замислете. Кој ја води Европа и кој кажува што е најпаметно да се направи. Но, тоа едно ми беше поврзано со овој Едиповиот комплекс. Втората работа побитна, најбитна, затоа и ова видео. Гледате сега сите истуривте дрвја и камења по еден новинар, кој што го знаеме сите, кој што е чест гостин у последно време на телевизиите наши со национална фреквенција, кај што исто како овој председателов на помалава држава, го плука нонстоп председателов на оваа поголемава држава, да не кажам едно од најголемите. Јас за него имав едно видео, не пред вчера, него завчера или прехчера беше, на првиот подкаст кој се појави, кај исто така еден друг новинар, кој што исто со години цицаше пари од разни фондации како Сорос, USAID итн. Се со цел да блуе пизма према народот, особено омраза према оние што си ја сакаат државата, Македонија, македонството и кои што последниве години го бранеа против налетите на петата колона, платениците, бугарашите, кои што се обидуваа на секој можен начин да ги замолчат сите гласови против обидот на Бугарија да ја побугарчи Македонија, тоест да го смени, да го бугаризира македонскиот идентитет и историја. Таквиот новинар, кој што сега пак се појави на друга телевизија, вие го плукате со право на социјалниве медиуми, овој пат излезе со салви, со бљувотини од навреди кон американскиот председател актуелен. Не знам дали во наш закон постои кривична одговорност, дали се гони тоа кога навредуваш јавно председател на друга држава. Мислам дека во Србија постои тоа во законот, можеш кривично да одговараш ако навредуваш брутално председател на туѓа држава. Не знам како е кај нас стварно, не сум отворил да видам. А сега ова дојде кај сите овие, така да ги наречам, платеници, кои што добиваа пари со години, да го омаловажат, понижат секој акт на патриотизам во Македонија, кога останаа без своите ментори, татиња, така да кажам, од кои што зимаа пари со години се товеа од тие фондови, за да го разбиваат националното ткиво на македонскиот народ. И не само новинари. Ке ви кажам сега нешто. И многу луѓе кои што се занимаваа од областа на културата, филмот, земаа пари од овие агенции, фондации, како сакате, да снимаат серии филмови во кои што им беше сугерирано какви теми смеат да отворат во филмовите, во сценариите или во сериите, какви теми не смеат да отворат. Какви ликови е пожелно да има,
а какви ликови не е пожелно да има. Или, например, ако треба да има некој лик кој што е патриот, кој што си ја сака Македонија, мора да биде насликан во негативна конотација. За публиката кој ќе го гледа на малите екрани, да вика леле, види овој што е патриот, каков селјак е, каков пијаница е, каков хистерик е, каков нервчик е, со краток фитиль, колку е необразуван, колку е ова. Разбирате ли? Како што исто така мораше да има ликови кои што се страшно позитивни, кои што се од да ми прости LGBT заедницава, но кои што мораат да бидат насликани во серијата крајно позитивни, крајно интересни, крајно или во филмот, крајно паметни, крајно бистри. Мислевте дека тоа е случајно? Не, тоа беа сугестии. Еве ви пари, сакаме серија ваква и ваква. Паѓа Груевски, еве ви пари за серија у која што ќе се спрдате со ова, со Минатиов режим слободно. Да не ги именувам сериите што се снима или филмовите. Ке си ги гледате, ги знаете. Оваквите новинари истото тоа го правеа само во нивната сфера. Со пари од истите места. И сега тоа им секна. Пошо не го коментирам Трамп. Сериозно, затоа избегнувам да коментирам. Многу ми е нејасен. Многу радикални потези влече. Потези кои што сериозно ви кажувам, сериозно ги разнишуваат структурите на моќ до сегашни што се востановени, што владеле со Америка од смртта од убиството на Кенеди до денес. Ја интуирам дека сериозно се разнишани. Зошто? Ми текнува на една култна сцена, а таму има неколку култни сцени од филмот JFK, Джон Фицджералд Кенеди, на Оливер Стоун, со главна улога на јавниот обвинител што го Кевин Костнер. Има една сцена кај што кај еден сенатор во кабинет се собираат најголемите моќници од воено-индустријскиот комплекс, сенатори, политичари, не знам, банкари и така натаму, 10 на 15 души се во кабинетот. И почнуваат да редат. Значи, Џон Кенеди е тогаш председател во овој момент, нели, додека они се собираат. Тоа е во филмот, но сценава да ви ја кажам. И почнуваат да набројуваат она што го направил Кенеди, што нив страшно ги изиритирало и не само тоа, туку страотно ги ударило и под джеп. Не само што им ја руши идеолошко-политичката игра што играат во светски рамки, туку ги удира сериозно под джеп. Дали било тоа поврзано со војната во Виетнам, дали било тоа поврзано со идејата на Кенеди да ја ги скрати крилата на ЦИА или да ја преименува, да ја стави во еден друг формат, небитно. Дали било поврзано со неговите чести средби со Мартин Лутер Кинг, желбата да им се даде полека на цела територија сите права на црнците како што ги имаат сите останати, значи да се укине расната сегрегација во одредени држави во САД, кај што и во тоа време во 60-тите беше изразена и во 50-тите. И фактички на таа средба на некој начин тие му ја цртаат метата на грбот, тоест наградите. И сите тие атентати кои што се направени, Кенеди, Џон Кенеди, брат му Роберт Кенеди, Мартин Лутер Кинг, подоцна обидот за атентат на Џон Форд, на Реган, да не ги редам понатака, на Трамп последниве два обиди за атентати. Оние кои што ги извршуваат или се обиделе да ги извршат, обично веднаш во јавноста ги етикетираат како осаменици
кои што не им се допаѓала политиката, биле згрозени од политиката на актуелниот председател, кои што биле згрозени од неговите недемократски принципи на владење, па ете се решиле да земат оружје и сами да ја побараат правдата за да го спасат американскиот народ. Секако тие били малку луди, затоа што биле осамени. Тоа е приказната. Дали е Ли Освалд, што го уби Кенеди, дали е овој што пукаше во Мартин Лутер Кинг, дали е Сирхан, што пукаше во Роберт Кенеди и го уби брат му на Џон Кенеди, дали е, не знам, овој што пукаше во Реган и така натаму, или овие двајца во Трамп што пукаа последниве години ден. Тоа не е случајно. Не можеш да си вистина обичен осаменик, имаш пушка. Не е тоа така, застанав ондека зад бандерана или се качив горе на зградана и тука проаѓа председател, ја пукам да го убиам. И после тоа одам ја курбан, а сите работи кои што кажуваат дека не се работи за осаменик, за осамен стрелец, туку е сето тоа дел од некој заговор, со години остануваат неоткриени, или на тие работи никогаш властите, официјално државата не дава одговор зашто било тоа така, ако више нешто излегло на виделе. Значи, Трамп прави многу работи кои што сериозно ги разнишуваат центрите на моќ. Но ја не го коментирам. Затоа што он е израснат од тие центри на моќ. Он бил дете на богат, овие, кај нас како ги викаат овие, градежни инвеститори. У тоа време у Њујорк, у 50-тите, 60-тите особено, да градиш висококатници у Њујорк, да градиш све у Њујорк. Зборам и сега за татко му. Ти си морал да бидеш поврзан со 5 мафијашки фамилии кои што владееле со Њујорк тоа време. Дженовезе, Лукезе, како се викаат тие 5. Ки се борев се. Чи без нив ти не си можел ништо да направиш. Дали менаџирање со смет во градот, дали не знам фабрики за текстил, бутици, кондури, индустрија, градежништво, паркинзи, плаќање, расвета у град, тоа сви го држале 5 мафијашки фамилии. Гамбино, еве ми текна на третата, Лукезе, Дженовезе, Гамбино, како бе уште две, не ми текна се у моментот. Она што сте го гледали у мафијашките филмови, Goodfellows, Нью Джерси, кафичот, тоа све е вистина, до ден денес постои тој кафич тамо. Внуците, правнуците на овие ликови што се опишани у филмоите на, не знам, на Копола, на овој, на оној, на, како се вика, Скорсезе, Морсезе, уште се живи тамо ќе ги најдете, у Goodfellows. И сега ти си син на еден таков тип кој што за да се збогати у тоа време, ти си морал да бидеш близок со тие 5 фамилии. Разбирате ли? Затоа ја не го коментирам Трамп, ниту сум трампист, ниту чекам да видам зошто е да така, дали е сериозен у намерите, колку е сериозен, колку утре може да ја заврти капата на другата страна. Но, ако е искрен во ова што го прави, можам само едно да кажам, дека животот му е во опасност. Сериозна опасност. И тоа се покажа последниве година дена со обидите, двата обиди за атентат. Исто така осаменици кои што се против политика на дрзима ќе пука. Муабетот ми беше за овие новинарчичи и остали кои што сега плача затоа што Трамп им ја затвори чешмичката, славината. Што си плачете, си плачете.
Само не е јасно зашо ве викаат по телевизија, кај што пак мора да ги слушаме вашите да го изливате вашето џубре што го имате у главата кон македонската јавност, пак да ги слушаме вашите ставови полни со презир и понижување кон се што е македонско, и вашите ставови дека ние сме ќори, глуви, глупи и дека допрва ќе сватиме што сме направиле затоа што го поддржуваме овој или оној. Значи не ми е јасно зашто пак ги викате. Значи тие не се фактори, ниту биле, тоа се платенички лајна. Пета колона, кажете, не пета колона баш, ама овие мегафони на петата колона. Мегафони на надворешните непријатели на Македонија. И вие пак ги викате у емисии, како што у времето на Заев и на Таче, ги викавте бугарашите по емисии да блујат по македонската јавност од телевизија нивните бугарашки ставови антимакедонски. Па моравме уште да ги гледаме, да ги слушаме. Кај бевме понижени. И тоа го кажав и тогаш, не ги викајте. Јас сум бил со една таква будала у емисија. Ама отидов за да му кажам некои работи таму. И му реков тогаш, нема да влезете у уставот. И се насмеа. Да, нема да. Еве, уште не сте влезени. Ни нема да влезете во уставот. Тоа е една работа за овие новинарчичи. Втора работа, уште побитна. Се чудам, а крајно време, оваа држава, сегашните наши безбедносни агенции, луѓето кои што ги раководат, кои што се патриоти, ги познава. Зошто не тргнат во акција на расчистување на оваа гамат, што би рекле Хрватите, или на овие штеточини, бубашваби, кои што уште го трујат македонскиот етер, македонската јавност. Јако им се секнати парите, чекаат сега, мора да излезат на телевизија за да си најде нов газда. За нов газда да го запримете му рече, ела ја ќе ти дам само продужи вака да јадеш говна. Против македонците, против оваа држава, против оваа власт, против оваа. Нашите безбедносни служби, јас да сум, после се што се случуваше овие изминати 8 години, откако падна Груевски, дојдоа предавниците од СДС на власт. И после толку години, толку срања што видовме, доја ми јас на власт. Ја тоа сум го кажал у други клипови, уште кога пред да дое ВМРО на власт, кога зборував дека 100-0 ќе ги победат предавниците од СДС, дека нема причина зашто да се плаша, дека ВМРО доаѓа на власт и така натаму. Знаете, милион пати го кажав тоа. Значи, ја уште тогаш ова го зборев. Ако ја дојдам на власт, после такви години на пустош, меѓу првите работи што ќе ги направив, пресметка со овие платеници и мегафони на петата колона, иностранските агентури кои што се во Македонија. Отворена борба, атак. Дојдите вамо. Си земал од овие толку пари, за оваа емисија толку пари, за ова што си го правил толку пари, за оваа трибина што си отворал за да дадеш гомна против Македонија, про-северна, за промена на име, толку пари си зел, за ова толку пари си зел. Распит, да му се смрзне говното, да се размисли утре 6 пати кога ќе го викнат на емисија, дали да дојде, ако некој уопште го викне, да знае дека не смее да отиде на емисија, дека му е затнат овој пат не му муцката. Не на Сашо, на Станко, на Петко, кои што збореле против
обидите на бугарска асимилација на македонскиот народ, на непринципиелните санстефански ставови на бугарите кон нас, за нивниот не човечен однос кон македонците и така натаму и така натаму. Не мене, тој да се осети дека му е затната муската. Зашто? Затоа што на власт дошла партија, власт која што си ја сака државата и македонскиот народ. Зошто не тргнете? Тргнете. Овие се најопасните. Што ги викаат шпионите, кодошите и така натаму. Овие се најопасни. Оние кои што преговараа за промена на име, сите оние кои што седеа под скутот на Заев, како овие маживе кај под скутот на мама што седат во нивице, што аплаудираа кога подпишуваа промена на име. Сите викнете ги на распит. Од директори на театри до политичари у парламентот и така натаму. Ја тогаш бев директор на Драмски театар Веде. Ко ми каже еден од Прилеп, на игрите таму кога бевме на театарски игри, не е лошо да се појавиш во нивице, сите ќе бидат таму. Комам, каде се појава? Па сите ќе доја, знаеш, и од други театри директори кима ќе доја, ја убаво ќе биде тоа една свечност. Нема шанси. Уста више не отвори. Ја таму да се појавам. Јас сум викам директор на театар. Тоа што го правите е ваше, ама јас од тоа не се слагам. Сите тие, од прв до последен, а не да им дадат дозвола уште да јадат говна, да блујат отров против нас. Апел до сите чауши на нашите безбедносни служби. Слободно, чутенката, не мора јавноста ние да знаеме вие што правите со нив. Викнете ги, отидете им дома, седнете, поразговарајте. Најбуквално го мислам, не во иронија. Да им се смрзне говното, што викаше мојот професор Љубиша Георгиевски. Така се прави. И пак ќе кажам, имаме ретка можност сега. Ретка можност имам, како држава, како власт, ВМРО, ДПМН, да играте дрско, безобразно. И во однос на името. За почеток, испромовирајте дека е многу нормално во сопствената држава луѓето да изговараат Македонија. Вие самите кои изговарате, телевизија гостуваш или те вика Македонија. Кој ве обврзува? Со што ве обврзува? Една табла грцина на аутопато не сменија, со која држава граничат, уште стои тамо Скопје е в зони, Скопје е в зони, Шо бугарите направија, па ние да се држиме до некој со нив. Од договорот тој за пријателство на водници. Имаме полно право, со поготоа што вака се менува картата светска, преку ноќ се смени драстично. Да играте дрско, безобразно. Не може никој да ме убеди дека тоа што стои во тој лист хартија, дека се Мојсиевите закони или 10 Божји заповеди втиснати од некој си врховен авторитет, па не може тоа да се смени. Не се придржуваш до договорот. Продолжуваш да негираш некого. Продолжуваш да го кочиш у било која смисла, у не знам какви интеграции, вакви онакви.
Кој те бе, тој договор за мене има вредност на тоалет хартија за гс бришење, бе. Цак, 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 а ту пичку матерно. Ама, ке кажува некој дипломатија било, вака било, па тоа политичко. Срање. Суверенитетот така се препознава. На една држава, моќта на една власт, колку и да е мала. Кој каже, јок бе, тука застануваме. Вие, нека ве водат вашите едиповци тама. Со бабичките што ги имаат од женето кои имале 25-24 години. И другите первертити. Од Брисел, од вама од тамо, ЛГБТ, вама од тамо. Слободни идете. А они се готови. Ова е Европска унија, ваква дискриминаторска кон собствените членки, кој што замижува пред недемократските надворешни политики и методи на притисок врз соседни држави што ги прават нејзини членки и ги погазуваат нејзините европски вредности, темелните начала на кои што е таа наводно воспоставена унија. А таква не ти треба. Таа сама ќе се распадне. Неодржлива е. Тргнете. Кога ќе тргнете во таква една авантура, позитивна, добра, ќе сватите колку е лесно тоа да го направите. Кога ќе тргнете во една таква авантура, да се справите со сите внатрешни непријатели на македонскиот народ и на оваа држава. Кога ќе тргнете во една храбро, смело, дрско во една таква авантура, да ги поништите договорите што ги имаме со Грција за промена на името и оној со Бугарија, ќе сватите дека тоа воопшто не е тешко да се направи. Е тогаш, со такви потези, кога ќе тргнете против сите овие, нели што ги кажав претходно, платеници, што работат со децении против македонскиот народ, и кој ќе тргнете да го правите сето тоа, ќе сватите библиски, да се изразам, и вашиот народ ќе свати дека е како град на некоја висока планина, кој не може да не биде виден. Се е лесно, само треба прво да се направи првиот чекор. Толку.